Ajde za ubavu da se работи, само за овој работа да викам. Сега ќе нека вас, можам скартар исто. Добар ден, повелете. Нека се среќа. Хвала да Со здравје да се користи и здравје да носи. Граѓаните на сите. Вањата што ќе работи тука, печка анестезиолошка, се на едно место. Значи иде сега. Добар ден. Добар ден. Ова ни е приемен пулт. Значи ова ни е ортопедската амбуланта. Значи Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Куманово, на Липково, на Кратово, на Крива Паланка, Ранковце, на целиот овој регион, заради тоа што оваа болница на вистина покрива повеќе од 200.000 жители. По повод големиот национален празник Илинден, во очи на празникот, како што може здравството и оваа убава инвестиција овде од самиот темел почната да не собере сите заедно, ништо друго не може да не собере. Драго ми е што општата болница не собра сите од сите различни етнички заедници, од сите политички партии, заради тоа што е нешто добро. Ова е направено од парите на граѓаните. Ќе остане трајно добро на Кумановци, но и на целиот регион во во североисточна Македонија, која што од областа на здравството сите знаеме колку е значајна заради секојдневието на животот на граѓаните, заради секојдневните потреби и заради тоа што навистина едно од трите најголеми стратешки определби на владата се здравството, образованието и социјалните дејности. Сето тоа уште еднаш ја става на повидок важноста на ургентниот центар кој што навистина од темел е изграден. Делумно е веќе опремен, делумно е со опремата која што е во постапка на набавка да се доопреми. Самиот ургентен центар во општа болница Куманово, да напоменам дека трошиме оваа година 1,3 милиарди денари за оваа општа болница, но и за во реконструкцијата на општата болница во Кичево, продолжува изградбата на општата болница или клиничкиот центар во Штип. Крајот на годината очекуваме да ја пуштиме Струмица во употреба, а и до крајот на годината очекуваме да завршиме постапката или почетокот на идната година за отпочнување на големиот клинички центар. Сето тоа се сериозни инвестиции во здравството, со поддршката која што кадровска ја даваме, кажа министерот и директорката за кадровската екипираност, верувам дека заокружуваме еден амбиент многу значаен за граѓаните, а тоа дека обезбедуваме се повеќе и повеќе квалитетно здравство. Пораката е пред се до здравствените работници, голем дел од нив се денеска овде, тоа се лекарите, медицинските сестри, болничарите, сите здравствени работници. Останете дома, останете во нашата земја, ние ќе се потрудиме да ги растеме платите, да ги подобруваме условите на вашето работење, заради тоа што прво никаде не е како дома и второ дефинитивно им требате на граѓаните, заради тоа што Македонија со своите средства ве едуцирала, ве образовала и ве продолжуваме со средства на граѓаните да ги растеме и платите и приходите кои што треба да бидат доволно мотивација за сите. Ургентниот центар на вистина како што го видовме представува одлична спојка на целото амбулантско работење овде, поврзаноста со хируршките клиники,
кои што се во самата општа болница Куманово и верувам дека представува едно совршенство во унапредувањето на здравствената заштита на граѓаните. Остануваме посветени и драго ми е што навистина овде со здравје и со среќа ќе го користат многу вработени во општата болница, но и ќе носат многу и здравје и среќа на граѓаните од целиот овој наш североисточен дел на државата, кој што, како што рековме, покрива 200.000 жители од Република Северна Македонија. Нека е со среќа, користењето и нека носи многу здравје на граѓаните. Ви благодарам на сите за присуството. Еве Кумановската болница, која што е позната по својата врвна експертиза, врвни експерти кои што со години работат тука, од денеска ќе работат и во еден нов современ ургентен центар. Значајно ќе се олесни третманот на пациентите, заради тоа што на исто место ќе добијат и анестезиолошки, ортопедски и травматолошки по потреба преглед и понатаму соодветен третман, а ние продолжуваме да работиме на плановите за следните инвестиции во овој ургентен центар и со директорката веќе разговаравме за набавка на нов компјутерски томограф и ултразвучен апарат. Во изминатата година и пол дена се примеа огромен број на вработени, како никогаш досега капацитетот во однос на кадрот на оваа болница се зголеми за 10%. Понатаму се дадоа 12 специализации. Сега младите колеги ќе аплицираат за тие специализации и 2 субспециализации. Како што видевме, го започнавме процесот на трансформација на работниот однос. Сите вработени во јавното здравство кои што досега беа на договор на дело ќе станат вработени на неопределено време. Искрено се надевам дека ќе успееме да го дооформиме и центарот за дојка, процес кој што веќе започна, дека дополнително ќе го зајакнеме и родилиштето, со оглед на тоа што е едно од најголемите родилишта во државата, надвор од Скопје, и колегите од Кумановската болница ќе продолжат со имплементирање на нови методи. Во изминатата година започнаа со нови лапароскопски и ортопедски интервенција, благодарение на опремата која што е веќе во тек да се набави, а тоа е новиот ендоскопски апарат кој што ќе биде за кратко време достапен за пациентите во овој регион. Ќе се имплементираат и некои други нови методи кои што на граѓаните, на жителите на целиот овој регион, кој што брои негде околу 200.000 луѓе, ќе им ја приближи здравствената услуга. Нема да мора да патуваат до Скопје, едноставно ќе им биде блиску до нивните домови. Им честитам на сите вработени и посакувам успешна работа во овој нов објект. Сакам да истакнам дека ние со нетрпение го очекавме отворањето на овој објект. Најмногу од причина што нашите пациенти овде на едно место ќе имаат прилика да добијат комплетен хируршки, ортопедски, анестезиолошки третман, а не како порано да одат од еден до друг објект, бидејќи нашата болница е од дисперзиран тип. Значи овде ќе добијат една комплетна услуга и ќе имаат можност да бидат прегледани и оние што одат со упат од матичен доктор и оние кои што дошле заради некоја ургентна и животозагрозувачка состојба. Овде ќе имаме една добра екипираност и на медицинскиот кадар. Сите ќе бидат на едно место, што дава една подобра можност за меѓусебна комуникација, консултација и решавање и на најтешките случаи. На едно место ќе се врши тријажа на пациенти, оние кои што треба да примаат терапија и да бидат под обсервација, ќе бидат тука. За прв пат и дневната болница е на исто место каде што се амбулантите. Оние кои што се полесни случаи ќе добијат совет и препорака за домашно лекување. Значи, за нас ова е голем момент. Нашите вработени ќе имаат прилика да работат во еден модерно опремен, адекватно опремен простор. Се надевиме и на нови дијагностички апарати кои што ќе ги добиеме, поготово од рентген дијагностиката, компјутерски томограф и ултразвучна дијагностика, што ќе биде додатна стимулација за работа на нашите млади кадри и можност за нивна натамошна едукација. Ке посакам успешна работа, секако што помалку пациенти, но вратите се отворени за сите и од град Куманово и пошироко. Голема благодарност до владата, до министерството што ни овозможија со финансиска поддршка да еден ваков објект биде пуштен во најголемата болница во нашата општа болница Куманово.